Председателке, 10 пати слушнавме реплика и контрареплика, споменати беа бројки, но никој од јавноста не ги слушна бројките. Пред да се осврнам на бројките, за периодот додека СДСМ беа на власт и овие 2 години на ВМРО-ДПМН, само ќе кажем една работа, дека овој амандман не требаше ни воопшто да го разгледуваме, бидејќи во правниот дел е безпредметен, бидејќи законот ние како пратеници го сменавме и проектот на Бехтел донесовме одлука да го финансираме преку јавното претпријатие за државни патишта. Сега, бидејќи вие многу читате, кога сме кај финансирањето и кога сме кај бројките, ќе ве замолам, председателке, луѓето кои што се жалеа да бидеме по-примерни, да ги смирите сега вие. Кога сме веќе кај бројките, бидејќи сте сите овдека професори, доктори на науки, ќе ви кажам колку имате реализирано во годините кога сте биле на власт. 2017 4 милиарди денари. 2018 4 милиарди денари. 2019 5 милиарди денари. 2020 3 милиарди денари. 2021 3 милиарди и 900 милиони денари. 22 5 милиарди и 700 милиони. Сега, одиме во годините кога ВМРО-ДПМН е на власт. 24-та, иако половина година, 10 милиарди и 300 милиони. 25-та, 16 милиарди и 800 милиони. 26-та до сега, 13 милиарди 375 милиони. Значи, вие во сите години додека сте биле на власт, не сте реализирале оноку колку што ВМРО-ДПМН има реализирано во овие 2 години. И сега ќе станете и ќе кажете дека овие бројки не се вистините, меѓутоа овие бројки се од институции и кога некој не може да избега од времето, тешко е да објасни дали е тоа вистина или не е вистина. Ќе ви кажам дека во 2023 година авансот на Бехтел од 50 милиони евра е исплатен и 117 милиони евра неповратни средства за мобилизација и за воспоставување на траса. На сите оние средства кои што ги имате предвидено, вие сте ги предвиделе што сте ги предвиделе, меѓутоа реализација на терен сте немале никаква. И кога го споменувате автопатот Охрид-Кичево, вие мислите дека ги лажете граѓаните? Па цела Македонија автопатот Охрид-Кичево го возат веќе 2 години. Сите знаат дека немаше ниту еден работник додека не дојде ВМРО-ДПМН на власт, бидејќи ние не гледавме работници затоа што 50 милиони евра беа сработени од страна на градежните фирми и подизведувачите, беа платени, односно претходно фактурирани и платени даноци на оваа држава, а ниту еден денар не му беше префален за тоа што тие го сработиле. Токму заради тие причини немаше работници на автопатот Охрид-Кичево и за жал имаше толку многу жртви. Благодарам. Контрареплика Фатме